И покрај политичката криза, владата не се откажува од реализацијата на најзначајниот водостопански проект во Источна Македонија, изградбата на браната Речање на Оризарска река. При вчерашната посета на Кочани, министерот Михаил Цветков соопшти дека за недела две ќе се објават финансиските услови за изградба на истата, кои ќе им бидат представени на 5 градежни фирми кои пројавија интерес да работат на истата. Во меѓувреме ќе се доврши пробивањето на пристапниот пат до круната на самата брана, што ќе овозможи изведување на градежните работи. Идната недела ќе одиме на вториот дел од конкурсот за изградба на брана Речани, односно финансиската понуда ќе доставиме до мислам дека беа 5 фирми кои се заинтересирани за градба на оваа брана. Ќе доставиме и се очекувам за еден месец веќе да биде изаберен на изведувачот на работите на браната Речани. Знаете дека патот ова година треба да биде завршен. Ова го кажувам од причини што реков вода можда за Кочанско поле е доволно, но не е доволно за овчеполието, бидејќи овчеполието многу му е потребна водата. Од тие причини, користејќи на вакви штедливи системи, практично ќе имаме вода за целиот овој регион. Со реализацијата на Вештачкото езеро со капацитет од над 20 милиони кубици вода, општина Кочани и поширокиот регион во овој дел од државата ќе остварат непроценлива придобивка. Покрај новите резерви вода за наводнување ќе се овозможи развој на рибарството, азерскиот туризам, повеќе населени места ќе добијат квалитетна вода за пиење, ќе се произведува електрична енергија и конечно браната ќе го заживее најпасивниот дел од осоговието.